Добро вечер. Локалните избори и исходот од нив ја сменија очекуваната динамика кај партиите на албанците. Коалицијата предводена од ДУИ освои најмногу гласови на советничките листи, но Влен со поддршка на ВМРО ДПМН успеа да стигне до градоначалничките места во клучните општини со доминантно албанско население, со што на некој начин го потврди легитимитетот да биде дел од централната власт. Таквиот исход од изборите пак ја стави ад акта најавуваната кампања и притисокот ДУИ за предвремени избори. Во меѓувреме, Влен најавува трансформација конечно во еден политички субјект, а ДУИ се обидува да се реформира и да промовира нови лица. Во тој процес, партијата предводена од Аријанит Хоџа се спои со ДУИ, а лично тој стана подпредседател на ДУИ. Хоџа е гостин во новото издание на 360 степени. Добре дојдовте и благодарам што ја прифативте поканата. Фала на поканата. И веднаш првото прашање, како се случи некој кој во ДУИ гледаше можеби архетипски политички ривал, да не речам непријател, да стане сега нејзин подпредседател? И вечерва да ве најавувам како Аријанит Хоџа подпредседателот на ДУИ. Видете, редовно се кажува дека политиката е уметност на тоа што се не може да се реализира. Но генерално во општеството политиката е флуидна дејност и нормално дека процесите се одвиваат премногу динамично. Но на моето политичко делување му предходеше еден процес каде што пред 2 години сум го кажал, значи јавно на телевизиските настапи, дека во моментот кога подадоа рака Изет Меджити од ДУИ со сегашната коалиција околу Влен, тогаш кажав дека не прашувајте веќе што ќе се случува, бидејќи се нарушија балансите на тоа што се викаше политичко делување. И реално овие чекори предходеа на тоа зошто јас одлучив на овој чекор. И сега кој е символот за вас на таа политичка перверзија, јас ќе ја наречам, Изет Меджити или Билел Касами? Епа сега или Аријанит Хоџа? Виде, затоа ви кажувам дека кога се нарушува еден баланс на политичко делување, веќе постапките не зависат индивидуално. Моето убедување беше тогаш и уште ден денес е, и за жал на некоја, за добро мое се покажа дека беше така како што го представував тогаш, дека не може да промовираме во тој дел промени или различно владење со ликови кои навистина беа синонимот на тоа што цело време се зборуваше во ДУИ. Сега кога гледаме од оваа гледна точка, например, јас кога одлучив да ја формирам партијата и станав дел од Европскиот фронт со Демократската унија за интеграција, тогаш беше значи неопходно албанците да се соединат во една голема организациона структура за да може да бидат не противници, туку да бидат достојни за справување со таквата политика на ВМРО ДПМН која беше националистички настроена после толку години во опозиција. И мислев и тогаш и ден денес дека со тој политички настап ние требаше да ги држиме балансите во делот на тоа што се кажува хармонизација, односно да не се девалвираат меѓуетничките односи, да има една кохезија на односите во општеството. И кога ќе го рачунувате после 2 години во Европскиот фронт и гледате дека после конгресот во ДУИ има 80% промена, каде што вака најнескромно го кажувам дека единствена политичка структура што успеало после 22 години да промени 80% од раководството, сосема нови лица и да нема проблеми во функционирањето, тогаш кажува дека да, ДУИ веќе реформирана партија со нови ликови, со тоа што сите во претходните години го кажува за поединците во ДУИ дека имало корупција, имало криминал, гледате дека одеднаш имате сосема нова слика. А од другата страна, гледате дека тие што и слоганот го имат, например, вреди слоганот го има, вреди
вреди да се смени, така е преводот од албански. И кога вие гледате дека што ќе се смени кога кандидат за градоначалник во локалните избори во Гостивар ви излегува господинот Невзат Бејта од Вреди, од коалицијата Вреди, а беше синоним на тоа што треба да се реформира во ДУИ. Јас мислам дека моментално имаме реформирано ДУИ со нови кадри, со одлична перспектива, со најголема организациона структура во ниво на државата и имате нереформирано ДУИ во Вреди. Но видете, таму Али Ахмети е главниот. Али Ахмети останува лидер на ДУИ. Апсолутно. Али Ахмети немало никаква извршна функција за да може да биде дел од тие озборувања. Но може ли што биде целосно да се амнестира од тоа што, например, го обвинува дека го прави Артан Груби или други кадри во владата? Видете, јас мислам дека секој лично ги сноси одговорностите и последиците од политичкото делување. Ама јас сега не зборувам за тоа која е улогата на господинот Ахмети, туку се гледа која е улогата на поединците од ДУИ што веќе се во делот во Вреди. И вие гледате дека реално повеќе од 50% од Вреди е моментално тоа што сите луѓе покажува со прст према ДУИ. Значи, вие имате 20 и нешто години градоначалник на Чаир, што беше синоним на тоа што се зборуваше за реформа во ДУИ. Имате кандидат во Гостивар, каде што нормално изгуби, но тој беше промовиран како вредноста на Вреди. И имате коалиција на Вреди со листата на поранешниот градоначалник на Струга Рамис Берков. Добро, ако сум малку циничен, ако се 50% таму, тешко ќе ги симнете од власт. Бидејќи 20 години бива и сега ќе си проложи. Да, но ова промена што е направена во ДУИ, одржувајќи го развојот на настаните таму во делот на идеолошкиот аспект на тоа што се подразбира Охридскиот рамковен договор, тоа што е направено во овие 20 и нешто години и промените на младите кадри што се представуваат и навистина имаат квалитет, мислам дека тоа е разликата зашто новите кадри ќе им треба доведе мене за да носам ваква одлука која сепак некој може да толкува било каква, но е храбра одлука и мислам дека е исправна во делот на тоа како треба да се делува. На новите кадри ќе им треба време да станат препознатливи. Да, гледаме дека нови лица се вртат пред логото на ДУИ. Ќе разговараме за тоа, но сакам да ве прашам, се слушаше дека се појавил внатре отпор, незадоволство тоа што вие сте станале подпредседател на ДУИ со теза дека имало многу позаслужни кадри кои можеби пред вас требало да ја добијат таа позиција. Чувствувате вие сега внатре отпор? Видете, јас не чувствувам воопшто отпор, туку почувствувам дупло одговорност повеќе од тие што биле тука внатре. Бидејќи моето влегување во ДУИ е дел на политички договор за спојување на политичка партија. Значи не е како сите други што доаѓа со предлози од ограноци и од подограноци. Влегувам во фаза каде што ДУИ веќе е реформатирана. Така да сега се што од овој момент натаму се кројува како политика, како кадри, како организациона структура, значи е фатено тамам на почетокот после Конгресот. Така да апсолутно не чувствувам никаков притисок од ова што вие го кажувате. Нормално е во таква голема политичка партија да има мислења и реакции и се нормални во делот на тоа како треба да се одвиват процесите, но генерално ви кажувам дека за мене е дупло одговорност за тоа да покажам дека одлуката моја на господинот Ахмети за овој чекор дека е исправна, треба да се рефлектира со работата што треба да се направи внатре во партијата. Бевте познат особено по жестоките препирки со Артан Груби, да речеме. Како ли него нарекувавте, критикувавте, најдов наречеме на едно место го нарекувате политички дилетант обучуван од подземјето. Дали сега вашето претопување со ДУИ значи дека сте го смениле ставот за Артан Груби? Видете, ние со Артан Груби сме имале навистина, сме биле скоро најголемите ривали, бидејќи немаше други политичари во тој дел што можеа да излезат еден спротив друг. Но генерално тоа што можам да го кажам јас дека јас сум имал комуникација во делот на професионалното работење. Без разлика на прекупувањата, кога јас бев министер, а господинот Груби беше заменик премиер, во ниту еден процес не беше ставено нашето индивидуално толкување за тоа како да се одвиват работите. Ние сме функционирале во институционално зборувам, безпрекорно. Сега, јас кога дојдов, господинот Груби не е дел од ДУИ, но нормално дека
Каков е неговиот статус? Тој е исклучен или во мирување му е? Или сакате кажете не е на функција? Не е политички активен во делот на структурите. И заради тоа ви кажувам дека во тој дел немам јас ништо лично према никого. Не само со господин Груби, туку процесите како што се одвивале и моментумот нормално. Такви беа околностите и во такви околности кога имаш прекупување, ти штитиш твоја позиција, некој друг своја позиција, но сепак кажувам и во тој дел на критикување што сме го имале и прекупување, никогаш значи не сме ги ставиле во знак прашалник процесите или тоа што се зборува за тоа како треба подобро да се реализира. Да, инаку имате 39 години, роден сте во Ресен, на политичката сцена станувате познат со Нова демократија на Имер Селмани, откако таа партија ќе згасне, станувате еден од фронтмените на движењето Беса, заедно со Билал Касами. По заедничкиот настап на Беса со СДСМ на изборите во 2020 година, станувате министер за земјоделство, шумарство и водостопанство во втората влада на Зоран Заев и во власта сте до напуштањето неизино по локалните избори некаде кон крајот на 2021 година. Кога пак тогашниот лидер на Беса Касами ќе реши, како што веќе и рековте, да влезе во соработка со Изет Меджити и со Африм Гаши, ќе објавите дека ја напуштате Беса, ја формирате Европската демократска партија, која што еве пред известно време се припои кон Дуја, вие станавте подпредседател на Дуј. Сега, кога зборуваме за овие некои меѓници во вашата политичка кариера, не може да не ве прашам за фотографијата од 2021 година, на која што вие седите до Апасиев. На фотографијата се Мицкоски, Николовски, Гаши, не знам кој друг е таму. Таравари, Снопче. Таравари, Снопче. Така е, кога вие се уште сте формално министар во владата на Зоран Заев и објавувате дека имате ново парламентарно мнозинство. Ги знаеме настаните. Потоа, тоа не се реализираше мнозинството, владата остана на начин на кој што... Само мала корекција морам да кажем тука. Значи, без да навлегувам во моментумот, тога не беше ново парламентарно мнозинство, тоа беше мнозинство за одење во избори, за ресетирање на тоа што тогаш и го кажа дека се нарушија многу базаменти на договорите што беа направени. Дали сега, беше, како беше политички, на тој настан од денешна перспектива? Дали беше политички погрешно? Мислам дека и човечки е да се прифати кога нешто е погрешно. А мислите дека беше зашто погрешно? Беше погрешно? Делот на политичко делување беше погрешно заради актерите што беа таму, бидејќи утре дента истите актери трчаа за да влезат дел од владата. И меѓу првите што трчаа влегува и во влада. Вие го имате таму господинот Гаши што не очекуваше да заврши процесот, влезе во преговори во власта. После излезе Гаши, па влегува господинот Таравари. И кога ги гледате актерите, нормално дека гледате дека со такви актери не треба да се влегува во никакви политички дилови, бидејќи тие не размислуваат идеолошки или не размислуваат за тоа како да променат работи. Тие размислуваат само до крај на ден како да бидат дел од владата. Ама зошто таа логика не важи и за вас? Бидејќи вие тогаш ја рушевте владата на СДСМ и Дуј, а сега сте подпредседател на Дуј. Апсолутно, ама заради тоа ви кажувам дека јас сум бил заложник на моите убедувања и секој ќе биде така. Значи, тогаш во тој моментум тоа убедување што беше мое, јас го искажав и плюс беше одлука на колективен орган. Јас и утре во Дуј да имам друг став, ако колективниот орган одлучи дека треба да се штити став на мнозинството, јас апсолутно ќе застанам, бидејќи тоа е партиската демократија, нема друг начин. Но визионарски испадна дека да, мнозинството се виде дека после тие избори ВМРО победи на избори и се друго. Но од политички аспект прифаќам дека да, беше грешка заради актерите што беа присутни, бидејќи тие актери денес ги имате и делот во владата и истите актери значи не размислуваат за тоа што конкретно да се гради и да се оди напред. Тие актери размислуваат чисто како да опстојат денес за утре и тоа е ситуацијата што дали беше грешка вашата одлука да се разделите со Касами во 2023 да ја напуштите Беса од оваа перспектива? Не. Во меѓувреме вие сте во опозиција цело време,
А Беса преку Влен е дел од владата. Да бевте дел од Беса и од Влен, веројатно денес ќе бевте министер. Не е некоја гордост денес да си министер од страна на Вреди, верувајте. Тоа што го гледаме секој ден како делување политичко и политичко нивно делување не е никаква гордост денес да излезе некој да каже да јас сум министер од Влен. Така да од политички аспект буквално не. Од личен аспект, значи го кажувам дека никогаш не сум бил заложник на по секоја цена да војувам за функција или позиција. Да беше така, сигурно ќе беше поинаку. Го кажав пред малку, го повторувам. Јас сум заложник на политичкото убедување. И ќе останам така до крај, бидејќи така и ме препознават моите најблиски соработници, а и луѓето што веќе ме следат неколку години во политиката. Така да само да го завршам како Добро. Како мисла. Тоа што го кажав, денот кога се раздвоив, односно се расипаа тие баланси, и се што е кажано од моја страна, без скромност, од првиот ден до последниот, е рефлексија на тоа што се случува денес. Денес имате вие Вреди коалиција со ВМРО не заради тоа што тие имаат визија, програма и јасна слика што сака да стигнат, туку имате бидејќи таму му гарантираше ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски дека ќе бидат дел од владата. Истото и со локалните избори, и вие имате девалвирање на легитимитетот на албанците во државата. И заради тоа ви кажувам дека мојата одлука беше исправна, за жал испадна дека тоа што го кажав тогаш е точно и денес имате вакво Вреди и апсолутно мислам дека сум презадоволен што не сум дел од ваква влада и од министер во ваква влада. Во овој дел од овој разговор за политички времеплов сакам да ве прашам уште само како го памтите периодот на министерувањето како дел од владата на Зоран Заев од 2020-та некаде до пред крајот на 2021 година, реко веќе Беса на тие избори настапи заедно со СДСМ, коалицијата освои 2 пратеника повеќе од ВМРО ДПМН и беше во позиција да ја формира владата. Вие сте министер за земјоделство. Како го памтите тој период и дали и за тој мислите дека беше грешка како и за овие некои други за кои ве прашувам? Значи видете, јас не ценам воопшто дека било грешка тоа, бидејќи тоа беше јасен патоказ каде што треба да се движи државата. Значи јас не сум бил ничи играч во Беса. Јас сум бил тренер во Беса. Можам без скромност да го кажам дека сето тоа што беше како политичко действување беше главен тренер или помошник? Не, апсолутно и главен, и тоа го знаат сите во делот на политичкото делување, а го знаат и тогашните коалициони партнери. Значи без разлика надвор од скромноста во тој дел на политичкото делување. Јас во тие 14 месеци што бев министер, апсолутно значи го соблеков тотално дресот на политичка партија. Бидејќи уште ден денес мислам, ако утре било кој зема позиција на министер, тој е министер на сите граѓани. Јас уште ден денес од тоа делување како министер за земјоделие имам навистина многу добри релации скоро со сите вработени во министерството, без разлика на политичката провиненција, бидејќи не сум гледал кој што е. Сум гледал резултати. Да, не може министер за земјоделство не може да биде министер на албанците, само на албанците земјоделци. Не може да биде ни само министер на една партија или на се. Тоа буквално министер е министер на сите граѓани. И ако ме прашувате, тие 14 месеци мислам дека јас се заложив целиот себе си за да може да имам резултат и реално, ако ја гледате првата анкета 2020 за министрите, јас сум во петорицата во првата петка со анкета. И тоа е резултат на работата и на луѓето што биле до мене. Добро, сега да не испадне дека правиме интервју само за минатото, да се вратиме на реалноста. Зошто кај Дуи исчезна темата за предвремени избори? Зошто ја нема таа тема? Не исчезна темата за предвремени избори, туку динамиките што се одвиваат од страна на погрешните политики што моментално ги прави посебно албанскиот представник што е во владата Вреди,
Значи, секој дневно ние се занимаваме со реакции за тоа што тие го прават погрешно. Ако се зборува за идејата за барање на предвремени, лично јас, значи како председател, през 2 дена направив повик после анкетата, фамозната анкета што беше објавена. Што мислите вие за таа анкета? Оти таа покажа огромна предност на ВМРО ДПМН е практично 5:1 однос и со ВЛН, и со ДУИ, и со СДСМ, но ВЛН е втора политичка сила по таа анкета и има поголем рейтинг од ДУИ. Без разлика на тоа што колку е веродостојна мислам дека мојот настап тука ќе докаже за тоа колку треба да се верува. Но ево, беше многу конкретен повикот према Вреди. Ако навистина верувате во таа анкета, ајде да го вратиме мандатот на граѓаните и да се договориме пред избори. Кој има мнозинство на албанските гласови, тој да биде представник на албанците во владата. Мицкоски ќе ви каже, не може така. Мислам дека јас ако победам ќе бидам мандатарот и јас ќе оставам владата. Тоа нормално дека победникот таму, мандатарот таму го одлучува победникот. Но доколку има договор меѓу албанските политички партии дека победникот од албанските гласови треба да биде представникот во владата, мислам дека другиот не треба да прифаќа, не само господин Мицковски, туку било кој друг би го поддржувал тоа, бидејќи тоа е реалноста на општеството тука. Видете, кога вие сте дел од влада, зашто ве побарал, ве повикал, односно ви дал место мандатарот, тогаш вие не го представувате гласот на граѓаните. И затоа резултатот е ваков. Бидејќи што и да покрене Вреди внатре во владината коалиција, првата работа од представниците на ВМРО е, видете, вие тука не заслужувате да бидете, вие сте тука зашто ние сакаме да сте тука. И заради ова цело време ДУИ го кажува ставот јавно дека мора да се вратат работите во баланс за тоа како кохезивно да се развијат работите во оваа држава. Но преку избори, не пред избори. Апсолутно. Затоа ви кажувам дека ние сме барале, но динамиките како што се одвиваат со погрешните политики, секој дневни, ево, последната беше со коридорот 8. Чекайте, што мислите вие, дека учеството дека времето работи во интерес на ДУИ, зашто власта го троши ВЛН или обратно? Дека не работи затоа што ВЛН успева сепак да се етаблира меѓу гласачите? Ајде вака јас поинаква слика ќе ставам, за да не биде дека ево чисто партиски го размислуваме ова. Мислам дека времето со тоа како делува Вреди внатре во државата, работи во спротивна насока на интересите на албанците во државата. И место ние да мислиме како да направиме реформи, како да се движиме напред, како да отвориме патот кон Европска унија што е блокиран, ние се враќаме значи на теми што требале да бидат затворени уште пред многу години и што јас убеден сум дека требаше да бидат затворени, како што е законот за јазици. Ама што е со законот за јазици? Тој си постои, тој е на сила. Да, ама која е имплементацијата? Вие имате лично толкување на министерот за правда, вие имате на министри толкување дека треба вака, не треба така. Знаете што е прецизен? Не, знаете што е контрааргументот? Тој закон беше донесен 2019 година, стапи на сила, или 2018, сега не знам точно. Но 5 години беше на сила додека ДУИ беше внатре во владата. И сега ДУИ отвара теми кои што можела да ги реши тогаш, бидејќи законот беше на сила. Не сакам да штитам никој во политичкото делување пред мое доаѓање како председател, но ево ви кажувам дека од делот на формирање на законот се направени Агенцијата за применување на законот, Инспекторатот. Јас во времето кога бев министер имавме редовни состаноци како да го средиме имплементирањето. И вие одеднаш имате запирање на сите тие процеси. Ама еве, например, употребата во судските процеси. Зошто не се реализираше во тоа време? Затоа што и на ДУИ му беше јасно дека тоа е символично стои во законот и дека не може да профункционира. Законот е многу дециден и многу прецизен. И заради тоа, ево и за правосудниот испит, што е проблемот генерално, вие не можете одеднаш на студенти што 4 години
правниот факултет го завршуваат на албански јазик, одеднаш терминолошки да му кажете вие не можете тоа да го направите на албански јазик. Тоа е професионален испит. Можеше ли до сега? Се прави проблеми. Васко, јас сум политичар што зборувам кога ќе бидам дел од власта, можам да кажам за тоа што е моја работа и дали ја исполнувам или не. Моментално друг има можностите да ги среди овие работи. И мислам дека логиката да се прашува зошто овие не го направија и да се остави недовршено, не е тоа амнестирање на политика, на погрешните политики. Не, ама кредибилно е прашањето. Бидејќи законот беше на сила 5 години додека Дуи беше во власт. Дека моментално што се случува во државата, во делот на правата на албанците од што произлегуваат од Охридскиот рамковен договор, го нарушуваат кохезивното движење на тоа што сме го изградиле од 2002 навам. И жално е што сите политичари стануваат заложници на прекупувањата за ова тема и не гледаме напред. Чисто, просто, едноставно, например. Дуи има донесено резолуции од Конгресот, каде што има евидентирано, нотирано дека ние не сме знаеле дека ќе дојдат вакви представници на албанците. Не беше предвидено. Значи, ако се било предвидено со Охридскиот рамковен договор и со се, не било предвидено дека ќе дојдат толку слаби кадри и толку слаби политичари кај албанците, за да можат чутливо да остава се да помине. И заради тоа е кажано, проблемот што е во Уставниот суд, правно, ако закон се носи со бадинтер, тоа треба исто со бадинтер да се оценува таму, бидејќи која е логиката на конституционалната демократија и недозволувањето на мајоризација на поголемиот врз помалиот. Исполнувањето на гласање на влада со бадинтер се покажа дека ако ти немаш представник на мнозинството на немалцинските етнички заедници, тогаш легитимитетот политички доаѓа тоа што моментално е. Господин Хоџа, и вие знаете дека Охридскиот рамковен договор и амандманите кои произлегува од него се деликатен политички баланс, договор во тој момент и секое негово реотварање ќе биде голем потрес. Не зборуваме за реотварање. Ама ова зашто зборувате се сепак промени во суштината на тој политички договор меѓу македонците и албанците. Ова е во духот на тоа како е изградено и како е предвидено да функционира Охридскиот рамковен договор. Буквално ние бараме прецизирање на тоа што е договорено. Бадентер е договорен за парламентот, знаете и вие. Жално е да го кажам од денешна перспектива, бидејќи јас во политиката, кажавте, сум веќе 17 години вклучен. Жално е што многу малку вложија македонските политички партии за да работат со народот и со македонците, за да убедуваат дека, видете, Охридскиот рамковен договор и придобивките што ги имат албанците од тој договор не се земање на ничие друго право или на ничие друга територија во политичко делување. Значи, ние зборуваме за да градиме заедничка држава, каде што за работи што не засегаат нас, како што се јазикот, идентитетот и такви работи, да може да одлучиме да не се дозволи да се направи мајоризација. Сега вие кога слушате што кажува, например, председателот на Уставниот суд, што жалосно е што ние треба да го коментираме, ама тоа веќе е политички, не е правно. И кога го гледате вие како тој ги толкува политички, а не правнички работите од Охридскиот рамковен договор, гледате дека на вистина ние имаме потреба да направиме еден ресет во тоа како да направиме заеднички договор за да се развијаме, а не да се докажуваме. Да го заокружиме поглавието предвремени избори. Според вас, ќе има ли предвремени избори? Јас мислам дека тој што мисли добро на државата и тој што мисли дека треба процесите да се одвиваат во подобар ритам и да се вратат во нормала, мора да размисли за предвремени парламентарни избори. Премиерот вели не. Последната изјава беше не, изборите ќе бидат редовни 2028. Видете, јас мислам дека околностите може да донесат, знаеме, динамично е, никој не може да предвиди многу работи во политичката сцена, но јас ево кажувам без да прејудицирам
или да кажам без да знам што би се десило, кажувам што е добро за граѓаните и за државата, дека треба да има предвремени парламентарни избори. А кој ќе реши дали ќе има? Да се ВМРО врати и Влен заедно или само ВМРО? Јас мислам дека треба да реши генерално политичкото убедување дека работите не се движат како што треба и мора да се ресетира, да се врати мандатот кај граѓаните. Вие велите дека дневно сте преокупирани со реакции, критики на тоа што се случува како одлуки на владата, на други институции во кои што седат нели представници на Влен, но факт е дека на пресконференциите на ДУИ се слушаат и пораки поврзани, да речеме, со енергетиката, со увозот на струја, цените на нафтените деривати и така натаму. На еден таков прес премиерот коментираше: добро е што ДУИ почнува да зборува на неетнички теми, но енергетика не има силна страна или енергетика не разбира. Сега, овие пресови се за да му се допаднете на Мицкоски и да се изборите за утре евентуално да бидете партнери или? Не, апсолутно. Мислам дека сите пресови и се тоа што е јавно искажано и од представници на ДУИ, и од партијата преку сопштенијата е детектирање на реалните проблеми со што секојдневно се среќаваат граѓаните. Јас не знам што очекуваат другите, но кога делуваш опозиционо и кога имаш таква органика на луѓе кои што се присутни скоро во сите сектори, апсолутно дека е и наше право, а мислам дека би било и добро и од страна на владата да слуша и како да се направат некои работи различно тоа што го прават. Оти не сме навикнати, особено од позиција во опозиција, ДУИ да зборува за увоз на струја. Мислам дека кадрите што ги има ДУИ и внатре во партијата, но институционално изградени сите овие години, мислам дека се поспремни од било кој други, бидејќи имат континуитет во институционалното делување. Како би ги дефинирале односите на ДУИ со ВМРО-ДПМН во овој момент? Јас не верувам дека има било какви односи, освен тоа што е работа во собранието и комуникацијата нормално меѓу политичките партии. Апсолутно, ако би имало средби, тоа што беше на лидерската, тоа ќе биде и јавно и нема што да се крие од таквите средби. А со СДСМ какви односи имате? Мислам коректна комуникација, но нормално. Секој си гледа на својот дел на работење. Јас пак мислам дека во овој период ДУИ покажало политичка зрелост на тоа да ја прави опозицијата за сите граѓани во државата, и на албанците и на македонците, како политичка партија организирана и политичка партија што на вистина може да нуди решение за проблем. Не може да го скокнеме случајот со враќањето на Артан Груби во земјава. Сведоци бевме дека за неколку часа од затворски отиде во домашен притвор. Многумина се уште прашуваат што е во позадината, каков договор има и меѓу кого? Како прво мислам дека воопшто нема договор за таа работа. И се користи името на господинот Груби за да ги покрие немањето резултати, посебно на вреди во владата. Вас не ви беше сомнително тоа што за неколку часа од затворски отиде во домашен притвор? Јас не сум... Бидејќи така не функционираат работите за обичните смртници, да речем. Јас правник не сум. Но од тоа што имам основно знаење во правото, бидејќи кога имаш државна функција мора да ги учиш некои работи, господинот Груби нема обвинение. Нема буквално предметот обвинение. е во фаза на истрага, Така да правно господинот Груби се гони за предмет што е колективна одлука на влада. И мислам дека правењето на јавен суд према било кој е погрешно. Значи, забораваме дека било што го кажува човек што имало прекупување и политички конкурент со господинот Груби во минатото. Ова сега ќе ви го вадат сигурно на социјални мрежи. Ќе прават рилови од ова. Видете, јас не го кажувам ова за да делувам добро или не добро, но на крај на ден господинот Груби
е татко, сопруг, син во некое семејство. И не беше во ред тоа што се представува посебно од страна на Вреди, а знам зашто го прават. Го прават дека немат резултати и сега ајде виновникот да направиме шоу. Јас мислам дека тоа што беше став на Дуи и став на господинот Ахмети, дека процесот треба да се остави правно, без никакво делување од било кој, да има развршница. А ако се зема да се одлучи само од аспект на публиката и на политичките партии, мислам дека се прави погрешно. А дека има договор или нема договор, јас можам убедливо да ви кажам дека нема никаков договор, бидејќи нема зашто да има договор. Па не знам, ќе видиме, можеби на ВМРО ќе му треба поддршка, ќе му треба badен тер во парламентот за одредени одлуки. Да. Можеби од сега се договараат за војни на некакви други работи. Ако ставаме на такви шпекулации, цело време може да ги видиме сопштенијата од Вреди дека повеќе се занимава за тоа како делува Дуи него што има тие работи. Една од тезите и следнава. Влен го нарекува Груби црната кутија со алузија дека тој знае многу и дека дел од договорот е пред органите на прогонот да каже нешто за некои ексфункционери на Дуи, на СДСМ и така натаму. Има ли таков страв во Дуи? Дека Артан Груби може да однесе во затвор некој од своите другари? Апсолутно не, и ви кажувам дека сите тие тези пуштени спинови се само фабрикувани во штабовите на Вреди за да може да ја замајува јавноста со непостоечки теми, бегајќи од реалноста на погрешните политички одлуки што тие ги прават во владата. Господинот Груби беше најблизок соработник на господинот Ахмети во еден период, шеф на кабинет, прв вице-премиер во владата, со огромна политичка моќ. Се слушаше дека Ахмети за се што ќе му се јават, велел, видете тоа со Артан. Каков е неговиот став денес? Што е вашето чувство од тоа што го гледате и сведочите на Али Ахмети кон Артан Груби и кон овој негов случај? Јас мислам дека тоа што го кажал јавно господинот Ахмети, тоа што го кажал јавно преку сопштенијата во Демократската унија за интеграција, тоа е најјасниот, најпрецизниот и најискрениот став. Дека работата во делот на процесот што се одвива против господинот Груби, бараме да биде третиран еднакво према законот како сите други граѓани. Ако некој мисли дека господинот Ахмети делува на овој начин, мислам дека погрешно и го омаловажува начинот на функционирање на господинот Ахмети. Господинот Ахмети има јасна слика каде сака да ја гледа државата во периодот што е пред нас. Значи, тоа е главната слика. Се остатокот друго е простор за зборување на Предпоставувам мислите на членството во Европската унија. Тој своевремено даде една изјава дека ќе ја напушти политиката кога земјата ќе стане членка на НАТО, но не се пензионираше политички. За да станеме членка на ЕУ требаат повеќе години. Ќе видиме. Тој е долго на политичката сцена. Мислам дека во делот на Дуи и делувањето на господинот Ахмети е најискрениот политички играч што има конзистентност. Има Дуи без Ахмети? Постои Дуи без Ахмети? Видете, тоа не е прашање за мене што сум скоро и се уште значи ја учам структурата и би сакал да се воздржам во тој дел. Но можам да кажам една работа, дека Дуи како политичка партија е една од најорганизираните политички партии структурно во сите нивоа на албанците во Република. Ја спомнавме Европската унија, пристапниот процес на земјава е блокиран во ден кога амбасадорот на една од највлијателните земји членки, Франција, даде изјава дека гаранции на начин на кој што ги бара македонската влада невозможно е да се дадат од страна на ЕУ, затоа што едноставно природата на процесот е таква, но при тоа имаше интересна додавка дека самата преговарачка рамка нуди предвидливост на процесот. Премиерот Мицкоски рече ако бугарите чекаат децении да се појави премиер како Заев, и ние ќе чекаме децении да се појават други политичари во Бугарија, но додека сум премиер, немам намера по било која цена да влезам во таква авантура.
Кој би бил вашиот коментар на оваа изјава пред се на премиерот, се разбира? Видете, ако се чекат децении во Бугарија да се сменат политичарите, мислам дека Бугарија не губи ништо. А ако се чекат децении Македонија да не влезе во Европска унија, мислам дека се губи многу. Така да преговарачката рамка е јасна, прецизна, а посебно во геополитичките односи каде што се наоѓа Европа во моментот, а и светот, мислам дека е неопходно да се најде начин за да се помине преку таа црвена линија што е поставено и не верувам, не само од неверување и гаранции, туку во преговарачката рамка е предвидено тоа дека моментот кога ние стануваме членка на Европската унија, ние сме еднакви и со Бугарија и со сите други држави. Така да уште еднаш кажувам дека чекањето децении да се смени нешто во Бугарија не им значи ништо на Бугарија и на граѓаните во Бугарија. Ама чекањето децении кај нас да се сменат работите и значи многу на државата и во околности кај што се наоѓаме, навистина е разочарувачки. Така да мислам дека треба да се сфати на поинаков начин ова порака или ова слика и мислам дека тука тие што пропадна во овој дел и што јавно значи може да се гледа дека направија грешка се делот на коалицијата Вреди, Како? кој што кога ја составува владата, рекоа дека за 6 месеци, доколку нема промена во движење на овој патокас, тогаш тие ќе го разгледат своето Да, политичко имаше таму делување. лавирање во изјави нешто нова година, па Моментално. Значи, окей, господинот Мицковски го кажува, премиерот го кажува неговиот став, што реално е истиот став што тој го има низ години. Но Министерството за европски интеграции е во контрола на Вреди, на првиот вице-премиер и министер. И тоа сега министерство не може уставните измени да ги не, донесе. апсолутно, но додека земаш таква одговорност, треба на граѓаните и посебно на албанците да им кажуваш што е тоа што вие работите во тоа министерство. Го разбирам јас ова политички што го зборувате, но еве да ве прашам, што би сменило ако Дуј е наместо Влен сега во владата? И при тоа да ве потсетам, од 2008 до 2016 Дуј беше заедно со ВМРО ДПМН, но земјата не мрдна ни на патот кон ЕУ, ниту стана членка на НАТО. Сите се сеќаваме, требаше да се смени власта, да се постигне договор со Грција за да земјата стане членка на НАТО. Што ќе смени Дуј во владата? Видете, владата ја составуваат политички партнери и договори за тоа како се владее. Значи, јас сега не можам да кажувам јавно кои се позициите на Дуј во преговарачка маса кога би било дел од влада, бидејќи тогаш што би било поентата да се преговара кога се знае јавно. Но една работа можам да ве убедам, дека еден од клучните моменти за тоа утре да се составува влада во која би било Дуј внатре во таа влада, би било одблокирање на евроинтегративниот процес на државата. Не, како став не е спорно, не но само работата став, е не само став. дали Ставот, може Дуј сам да донесе промена. Не викам дека може Дуј сам да го прави тоа, но ставот го кројат партнерите. Моментално во владеачката коалиција немате партнери. Имате газда и имате послушници. Нема партнери. А партнерите ги кројат политиките врз основа на аргументите. И јас убеден сум дека кога би седнале да се договарат врз основа на аргументи, сликата би било спротивна. А Вреди од 2008 до 2016 немаше ништо, а Дуј беше внатре во влада. Видете, од 2008 до 2016 со војните што ги гледаме, не постојат и многу држави други. Сега не можеме ние да гледаме историја што било. Јас би зборувам за момент каде сме сега. Од 2006 до 2017 Македонија не беше дел од НАТО. Сега, значи, е дел од НАТО. И инаку се прават политиките како партнер во НАТО. Значи, некои работи се промениле во таа насока, но ви зборувам, главната работа, каде што се гледа дека не функционира, е што во моментот во
нашата држава немате коалиција основана врз партнерство и потреба на граѓаните. Беше објавено дека на 7 април во САД ќе се одржи нов состанок од стратешкиот диалог меѓу Соединетите Американски држави и земјава. Составот на министри и теми кои што беа објавени покажа дека таму ќе нема министер навлен учесник во тој диалог, освен ако сега вонредно... Прв пат во историјата до сега на такви нивоа на составот. Сега, тоа што го зборував до сега е рефлексија, односно е огледало на тоа што се случува. Јас ви гарантирам дека и ова работа представниците на Вреди го видоа во портали во информација. Затоа ви кажувам дека не функционира. Ова држава функционира врз основа на партнерство и на одржлив развој и односи меѓу заедниците. И сега кога ова е пораката. Значи ова е пораката. Кога ВМРО ДПМН го прави ова на Вреди, кажува дека не го третира како партнер. Му го кажува кај е местото. Сега, уште колку ќе им треба на Вреди да видат или да се соземат дека навистина се во очајна ситуација, тоа е работа нивна и мислам дека затоа и се плашат на евентуални предвремени избори. Сакам да ве прашам, што мислите за најавената трансформација на Влен во еден политички субјект? Долго се најавува, не е реализиран. Ќе успеат ли тоа да го направат? Што е вашата политичка проценка и што ќе значи тоа? Дали сепак на некој начин ќе ги консолидира односите внатре, за кои што на дневна основа слушаме дека има исклучени? Тоа знаете како би делувало вака пластично малку разјаснето. Место со 5 луѓе ќе треба со 20 луѓе што ќе треба уште дополнително тројца да консултираат за да донесат одлуки. Билјалка сам изет меѓути какви односи има? Не би од навлегол. искуство. Не би навлегол, но тоа што тие се во коалиција, а ги знам претходно прекупувањата и односите какви биле, мислам дека ако не се дел од власта, не знам дали би комуницирале и телефонски. Така да единствена спојка во таа вештачка коалиција е само интересот на владење. Утре, ако се распишуваат избори, верувајте дека не знам дали ќе можат 50% од нив да направат договор за листи за пратеници. А односите на Дуи со Таравари и со села во овој момент какви се? Коректно, комуникацијски, во тоа што е дел на работа во собранието, изборите завршија, ние бевме дел од заедничка коалиција на локалните. Во иднина што е вашата проценка и анализа? Дали Дуи треба да коалицира со Таравари и села? Се разбира, тоа е двостран процес, не е само Дуи во прашање. Тоа е дебата што треба навистина внатрепартиски да се развие. Не би се воздржал да дава мислење, бидејќи тоа би било лично мислење. И заради тоа мислам дека тоа ќе се разгледа и ќе се видат сите можности, но моментално комуникацијата опозиционо со господинот Таравари, неговата партија и со господинот Села е коректна во рамките на собранието и делувањето на пратениците. Како ќе биде понатаму, ќе видиме врз основа на процесите што не чекат. Благодарам за овој разговор. Фала многу. Почитувани, благодарам што бевте со 360 степени вечерва. До крајот на емисијата ве поканувам да одгледаме новата саботажа. Пријатно до четврток. Премиерот е во потрага по формула, по некој магичен напиток со кој ги натера министрите и функционерите да работат повеќе и попосветено. Истражувањата се при крај, а експериментот кој бил спроведен со помош на неколкумина лекари изгледа дека има ефект. Чудно на вистиното, има и такви здравствени работници кои што со помош на овој елексир успеале да работат 31 ден во месец кога има 30 дена или помалку, 28, и ни помалку ни повеќе туку 24 часа.
Сепак, за да не ги префорсира до толку своите соработници, председателот на владата решил да пристапи со малку по-конзервативна метода и да користи нешто повеќе од половина од предвидената доза од елексирот, која евидентно покажала резултат. Ако е природно да се работи 5 дена во неделата по 8 часа, сега ќе се работи 7 дена во неделата по 12, 13, 14 часа. И тоа е начинот на кој што мора да функционира оваа влада. И додека владата се подготвува да ги консолидира своите редови и да почне прекувремено да се ангажира, на памет не му паѓа таа тајна формула да ја сподели со опозицијата. Туку го користи секој момент сам да изрежира сцена во која тие не се ни декор. Добро е камерите повторно да ја фатат оваа страна од салата, моја лева, ваша десна страна, бидејќи денеска се пратенички прашања и замислете, од опозицијата нема никој присутен во салата додека одговора председателот на владата и членовите на владата. Еве сега дојде еден од опозицијата, добро е. Ама можеби и тоа е во ред, ако се земе предвид дека заминувањето од салата се должи на примери на политичкото неискуство на министрите и желбата на опозиционерите да не им создаваат непријатности, бидејќи соочени со нивните претходници, актуелните, како да не можат се уште да сватат дека се тие сега од страната на која седи власта. Министерке, ние влегуваме во приватен објект. Бивша министерке, добро се извинувам. Претходна. Ајде, да. А кога веќе се одмотува клопчето па се мешаат сегашни и бивши, наеднаш се појавуваат и тоа чисти реминисценции, кои со малку извештен политички декупаж ја отвараат вратата на темната страна на историјата. Јас малце подолго сум во политика и прашајте го Димче Апасиев како сте формирани. Јас се ви кажам. Со директна материјална поддршка од Сашо Мјалков, кој што сега го обвинувате за градење на хотел во Охрид и дека ние не сме го спречили. Прашајте. И која ви беше улогата во 2015 година? Да ја рушите шарената револуција овие што ја правеа. И на крајот се руши и се гради, се менуваат и улогите, ама за се во собранието да се разбере како што треба. Изгледа мора да се смисли некаков еликсир за толкувачите, кои по кој знае кој пат не успеваа саглам да го одврзат и јазикот. Јас навистина не разбрав ништо од прашањето или преводот беше многу лош. Мислам дека преводот не е соодветен на тоа што вие го кажувате. Колку толку имам познавање на некои од речениците. Еве сега во овој пат ќе ви се обратам на ваш јазик за подобро да ме разберете. Некогаш за разбирачка не е потребно дури ни збор да се изусти, ама ако таму кај што навистина е неопходно, не достига од субјективни причини, тогаш не е проблем јазикот, туку субјектот. И тоа конечно некој треба да го разбере.